Темата на денешната проповед ќе биде, како што прочита Боријан, од Ефесијаните 1 глава, 5 стих, ако имате Библија, тamo може да свртите. Ќе се фокусираме во оваа проповед само на одредена фраза во овој стих. А таа е фразата според благоволението на својата волја. Или како што можеме да се подсетиме, претходните пати разгледувавме другите стихови, 3-тиот и 4-тиот, и дел од 5-тиот, а денес исто така ќе се фокусираме на 5-тиот стих. Проповедата ќе се состои од вовед, 3 главни точки и заклучок и примена. Ќе разговараме во првата точка за природата на Божјата волја. Втората точка ќе биде дистинкции во Божјата волја. И ќе завршиме со примери. Таа е третата точка, илустрации од овие дистинкции во Божјата волја. И ќе завршиме со заклучок и примена. Да почнеме со вовед. Како што напоменав, ќе се фокусираме на фразата од 5-тиот стих, според или по благоволението на својата волја. И книгата на Ефесијаните, Новиот Завет, е книга на благослови. Во неја апостол Павле попишува какви масивни благослови и блаженство имаат верниците. Што имаат верниците тие што се наново родиле во Христос? И во претходните проповеди ги разгледавме благословите на избраност. Тоа беше првиот благослов, на светост и на очистување, предопределување и посинување или посвојување. И кажавме дека најголемиот благослов, најмасивниот благослов, најсуперлативниот благослов што го имаме како верници, како христијани, е посинувањето или посвојувањето. Да се стане од Божји непријател и бунтовник Божјо дете, Божји син или ќерка. Нема поголем благослов од тоа. Луѓето кои се бунтовници, кои се Божји непријатели, кои го прекршуваат Божјиот закон, секој ден да станат дел од Божјата фамилија, да станат Божјо дете. Нема поголем благослов од тоа. И овој масивен благослов, ова блаженство кој ни е дадено како слободен подарок од Бог, е движено од ништо освен Божјата волја. Нели стихот ни вика според благоволението на својата волја, тој не посини преку Исус Христос за себе. Зборот благоволение, еудокија, и значи добро задоволство, наклонетост, чувство на самозадоволство, уживање и среќа. И овој збор исто така се користи и во 9-тиот стих од 1 глава, каде што е напишано: соопштувајќи ни ја тајната на својата волја според своето благоволение што го одреди во него. Значи го имаме истото, благоволението на неговата волја. Зборот еудокија исто така се користи на повеќе места во Новиот Завет. Например, ќе издвоиме еден пример во Матеј 11 глава, од 23 до 26 стих. Поточно зборот се користи во 26 стих, но да го видиме контекстот. Исус збори и вика: а ти, Капернауме, до небото ли ќе се воздигнеш? Не, ќе слезеш до пеколот. Зашто ако во Содом се случија чудата што се случија во тебе, ќе останеше до денешен ден. Но ви велам, на земјата Содомска ќе биде полесно на судниот ден отколку на тебе.
Во тоа време Исус одговори и рече: Те фалам, Татко, Господ на небото и на земјата, зашто си го скрил ова од мудрите и разумните, а си го открил на малите. И еве го зборот: Да, Татко, ова ти беше угодно пред тебе. Зборот за волја е телематос и често се користи во првата глава од Ефесијаните. Впрочем, апостол Павле кажува дека според телематос, според Божјата волја, тој е апостол на Исус Христос. Зборот исто така се користи и во 9 стих и 11 стих од првата глава. Од 9 и 10 стих кажува дека Божјата волја е да ги соедини сите работи, се земно и се небесно во Христос. И во 11 стих пишува дека одлуката на оној кој прави се според својата волја. Корелативниот збор на телема е буле и во 11 стих е преведен како совет, а исто така може да се преведе и како план, како шема, како декрет, исто така. Значи 11 стих може да се преведе вака: со одлуката на оној кој прави се според планот, според шемата или според декретот на својата волја. Зборот исто така телема се среќава во 5 глава од 17 стих од книгата на Ефесијаните. И овде апостол Павле вика: зашто немојте да бидете неразумни, туку разпознајте што е волјата Божја. Чистиот збор го имаме во 5 глава. И исто така и во 6 глава, во 6 стих, повторно се користи истиот збор, каде апостол Павле вика: не работете само за пред очи на другите, како они што сакаат да им умилкуваат на луѓето, туку како Христови слуги извршувајте ја Божјата волја од срце. Овие два збора, телема и буле, исто така се користат во два контроверзни стихови, поврзани со Божјата волја, на кои ние ќе се навратиме во третиот дел на проповедта. Тие стихови се 1 Тимотеј 2 глава, од 1 до 4 стих, и 2 Петрово 3 глава 9 стих. Во 1 Тимотеј 2 глава, од 1 до 4 стих, апостол Павле пишува вака: Така пред се да се прават прозби, молитви, молби и благодарности за сите луѓе, за царевите и за сите што се на власт, за да може да живееме тих и мирен живот со сета побожност и честност. Ова е добро и угодно пред Бог, нашиот Спасител. И еве го зборот: кој? Телеи или телематос, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Другиот стих е 2 Петрово 3 глава 9 стих, каде се користи зборот буле. И Петар вика: Господ не е забавува како што некој ветил, како што некои мислат на тоа дека забавува, туку го покажува своето трпение кон вас, кој не сака никој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Овде зборовите телема и буле се преведени како желба или посакување. Но да се навратиме на 5 стих, ние на кој го разгледуваме. И во 5 стих ни кажува дека волјата на Бог, во кој тој наоѓа големо задоволство, во кој тој наоѓа безгранично и безусловно уживање, е движечкиот мотор или движечкиот принцип на посинувањето, на посвојувањето. Значи, ние сме посинети, ние сме како верници Божји синови и ќерки поради Божјата волја и ништо друго. И Божјата волја, во кој тој наоѓа максимално задоволство, е одлучувачкиот фактор на се.
Теологот Хрман Бавеник пишал, отворен цитат, Божјата волја е ултимативната причина за целото постоење и на се што се случува. Затворен цитат. Да почнеме со првата точка. Значи, тоа беше воведот. Да почнеме со првата точка, разгледување на природата на Божјата волја. И во овој стих или во оваа фраза, добро е да забележиме дека стихот не пишува само Божја волја, дека ние сме посинети или посвоени преку Божјата волја, туку пишува според благоволението или доброто задоволство на Бог, на неговата волја. Божјата волја е квалификувана како ентитет кој е полн со задоволство, преполн со уживање. И прашањето е што сакаме да се прашаме е што го натерало Бог или што е натерало неговата волја. Што го натерало него да избере во минатата вечност луѓе? Што го натерало да предопредели, да создаде едно суштество или повеќе луѓе? Што го натерало него да посини или да посвои? Кој е иницијаторот или што го иницирало Бог кон вакви масивни благослови? Кој е тригерот? На Бог не му треба ништо. На Бог не му треба суштество, не му треба светови, на Бог не му треба да избере никој, да предопредели, да донесе светост и праведност, ниту па да посини или да присвои. На Бог не му треба никаква екстерна слава, почит или било какво покорство од било кој. На Бог не му требаат ангели, не му требаат еден универзум и милиарди универзуми, не му требаат луѓе, растенија, планини, планети, галаксии, животни. На Бог не му треба ништо. Тој е комплетен, целосен и совршен. Во Псалм 8 глава, 4 стих, псалмистот опеува што е Боже човекот, ти да си спомнуваш за него и човечкиот син да го посетуваш. Што е човекот, ти толку да се прекопираш со него. Еден има напишано за контрастот на Бог и на човекот вака. Отворен цитат. Јас сум конечен, а ти си бесконечен. Јас сум грешен, а ти си свет. Јас сум нечист, а ти си чист. Низок, а ти висок. Јас сум смрт, а ти живот. Јас се менувам, а ти си постојан. Јас сум многу, а ти си единствен. Јас сум присутен, а ти си се присутен. Јас сум сиромав, а ти богат. Слаб, а ти силен. Јас сум смрдеа, а ти пријатност. Јас сум момент, а ти си вечност. Јас сум сенка, а ти си светлина. Јас сум гроб, а ти воскресение. Јас сум празен, а ти си сит. Јас сум ништо, а ти си се. Јас сум ништо во ништо, а ти си се во се. Јас не сум, а ти си. Јас сум гладен, а ти си исполнетост. Јас сум сон, а ти реалност. Јас сум грдотија, а ти убавина, темнина, а ти слава. Нема како тебе, Господи, единствено нема. Пјуританецот Томас Гудвин пишал вака: се што суштеството може да му биде или да направи за Бог, не успева да го достигне или да му ја даде славата што му припаѓа. Бог е на сите благослови и пофалби. Затворен цитат. Бог е целосно, комплетно, совршено, само задоволен. На Бог не му треба ништо. Тој е бескрајно, безгранично и безрамномерно задоволен и среќен во своето тројство.
Создадени ентитети не можат да му дадат нешто на несоздадениот од вредност. Тој е совршен и ништо освен совршеност не може да го задоволи. Бог е бескрајна светост и ништо освен бескрајна светост не може да го задоволи. Бог е бескрајна љубов и ништо освен бескрајна љубов не може да го задоволи. Бог е бескрајно задоволство и ништо освен бескрајно задоволство не може да го задоволи. Тогаш што го иницирало Бог? Кој е тригерот? Кој е иницијаторот на Божјата волја? Ако нема ништо надвор од Бог, што може него да го придвижи, тогаш зошто бил придвижен? Некои кажуваат дека ако Бог има волја, тогаш тој има недостаток, бидејќи бара нешто што го нема. Волјата индицира на недостатоци. Аргументот е вака: ако имаш волја за нешто, тогаш ти тоа нешто го посакуваш. Ако го посакуваш, тогаш значи дека ти треба. А ако ти треба, значи дека не си самодоволен и дека имаш недостаток. Значи аргументот е ако имаш волја за нешто, тоа значи дека имаш недостаток. И ако нема ништо вредно кое е надвор од Бог, ако нема ништо толку суперлативно и ултимативно издигнато на ниво на совршенство, што може да го привлече Бог, тогаш што го привлекло? Да излезе тој надвор од себе и да креира. За Божјата волја Хрман Бавеник пишал вака. Впрочем, и му го дава одговорот. Отворен цитат: тој преку својата волја, Бог преку својата волја, создава суштества не поради некој квалитет својствен за нив, туку заради неговото име. Тој секогаш останува свој објект. Тој никогаш не излегува кон суштествата такви, туку преку нив излегува кон себе. Одејќи подалеку од себе, тој се враќа во себе. Оттука, неговата волја никогаш не е стремеш да добие нешто што не го поседува, ниту пак е знак на несовршенство или недостаток. Но неговата волја секогаш е апсолутно самозадоволство, совршено блаженство, божествен одмор. Затворен цитат. Значи, совршениот објект кој го придвижил Бог да излезе надвор од себе е самиот себе. Самиот себе е објектот кој го придвижил Бог. И впрочем е логично, нели? Нема ништо повредно, нема ништо пославно, нема ништо поубаво, нема ништо подрагоцено, повеличенствено, нема ништо посовршено од Бог. И не може ништо друго да го привлече освен самиот себе. Тој се бара себе си и се наоѓа себе си. Тој излегува надвор од себе си и влегува внатре во себе си. Тој е совршено битие и целосно самозадоволен во светото тројство. Таткото го слави Синот, Синот го слави Таткото, Духот го слави Таткото и Синот и не е потребна никаква слава од смртници. Божјата волја исто така да напоменеме е единствена или еквивалентна со неговото битие, со неговата мудрост, со неговата добрина, со неговата светост. Не е одлепена од него и од неговите атрибути, туку е врзана со неговото битие. Според Августин, Аквајнас и Калвин, Божјата волја не е зависна од нешто подлабоко или повисоко од неговата суштина или од неговото битие. Е врзана и произлегува од неговото битие.
Божјата волја не е зависна на човечката волја, бидејќи тој ја создава човечката волја и се поврзано со човекот. Божјата волја не е зависна на некои слепи и случајни сили како среќа и судбина. Тој ги создава сите сили и сите движечки механизми во универзумот. Божјата волја не е зависна од некои можни или симултани универзуми или димензии. Тој ги создава сите димензии и сите универзуми. Божјата волја не е зависна од некои апстрактни форми или идеали, кои него го притискаат и го управуваат, како што учеше Плато. Нема ништо повисоко, поголемо, пославно и подлабоко од Бог. Бог е врвниот идеал и суперлативната форма. И да се истакне Бог над сите ултимативни форми и идеали, еден има напишано вака, отворен цитат. Ти си пожив од животот, ти си поличност од личноста, ти си поосновен од основите, ти си побитие од битието, пореален од реалноста, посвет од светоста. Ти си помудар од мудроста, посветол од светлината, поубав од убавината. Ти си позадоволен од задоволството, порајски од рајот, повечен од вечноста, побесконечен од бесконечноста. Ти си поприсутен од присутноста, поопасен од опасноста, пострашен од смртта, пострашен од стравот, погневен од гневот, попеколен од пеколот, повеличествен од величеството, пославен од славата. Да, навистина. Ти си живот на животот, личност на личноста, основа на основите, битие на битието, реалност на реалноста, светост на светоста, мудрост на мудроста, светлина на светлината, задоволство на задоволството, рај на рајот, вечност на вечноста. Ти си смрт на смртта, страв на стравот, гнев на гневот, пекол на пеколот, величество на величеството, слава на славата. Ти си единствениот, неописливиот, ти си Господ, Бог Исус. Значи, во оваа точка, првата точка, природата на Божјата волја, видовме дека Божјата волја е движечкиот мотор и принцип на се што се случува, на сите настани, на сите луѓе, на се во светот. И оваа волја е полна со задоволство, преполна со уживање, бидејќи Бог не бара ништо друго освен себе си. Бог се бара себе си и се наоѓа себе си. Бог е ултимативниот објект за Бог. Тој се бара себе си и се наоѓа себе си во сите своји креации. Божјата волја не е зависна од ништо екстерно, од ништо надворешно, бидејќи тој создава се. И Бог е ултимативна основа на основите и ултимативна реалност. Тој ја создава реалноста, ја создава логиката, ја создава се. И да се вратиме на стихот и на нашите благослови, Божјата волја е преполна со блаженство, бидејќи избира, осветува, предопределува и посвојува, бидејќи тој се бара и се наоѓа себе си во овие благослови, а суштествата добиваат благослов. Тоа е сумацијата на првата точка, природата на Божјата волја. Втората точка е дистинкции во Божјата волја. Дистинкции во Божјата волја. И генерално може да поделиме Божјата волја на два различни типа. Првиот тип е Божјата волја како неопходна. И таа е врзана со Светото Тројство, внатрешно интерно со Бог. Другиот тип е Божјата волја како слободна, во корелација со се што е надвор од Светото Тројство.
све што е негова креација. И само Бог има апсолутно слободна волја. Многу често слушаме човекот дека има, но тоа воопшто не е точно. Само Бог има апсолутно слободна волја. Човекот воопшто нема никаква апсолутна слободна волја. Е врзан, е зависен, смртник. И во оваа слободна волја на Бог може да се подели на два типа исто така. Слободната волја. Едниот тип или едниот вид е тајна, другиот е откриена. И оваа поделба на слободната волја на Бог се може да видиме во петата книга на Мојсија, 29 глава, 29 стих, каде пишува вака: Она што е тајно му припаѓа на Господ, нашиот Бог, а она што е јавно или откриено нам и нашите синови довека, за да ги извршуваме сите зборови на овој закон. Тајната волја, теолозите исто така ја нарекуваат суверена волја, ефективна волја, волја на декрет или декретивна волја. И оваа волја е скриена, е тајна и не може да се спречи. Не може ништо да се направи да се смени. Откриената волја исто така се нарекува или уште се нарекува морална волја, дозволива волја, волја на заповед или волја на желба или прописна волја. И оваа се разбира е откриена и е запишана во Библијата. Како што напоменав, суверената волја е тајна волја и е сокриена од човекот. И оваа волја исто така може да кажеме или да наречеме дека е декрет или цртеж или шема за целиот свет, за сите луѓе, за сите настани, за сите времења од почетокот до крајот на времето, вклучувајќи ги вечните универзуми на рајот и пеколот. Значи, оваа суверена волја или шема или декрет или цртеж или план над се што се случува од мината вечност до идна вечност, вклучувајќи ги сите можни креации, е опфатена во суверената волја на Бог. И тој што му одлучува и го ја сетира шемата, таа е фиксирана. И не може ништо да ја промени. Ниту еден ангел, ниту еден човек, ништо. Откриената волја или моралната волја или волјата на заповед, или како што напоменав, е енкапсулирана, кодифицирана и запишана во Божјиот збор или Библијата. И оваа е откриена. Оваа е дадена на сите. Слободно сите може да ја видат, да ја прочитаат и да ја знаат. Ова е моралната волја на Бог. И многу често, можеме да кажеме скоро секогаш, суверената волја вклучува работи, настани и случаи кои прекршуваат или се во спротивност на неговата морална волја. Се во спротивност на Библијата. Тоест, го вклучува гревот. Суверената волја го вклучува гревот во својата шема или план. И гревот е виден во целата хармонија или симфонија на оваа шема како добар ентитет. А фокусирано само кога се гледа гревот е ужасно гнасен и Бог го мрази. Значи, овде во дистинкции на Божјата волја кажавме дека има неопходна волја врзана со Светото Тројство и има слободна волја, апсолутно слободна волја на Бог врзана со неговата креација, неговата надворешне дејства надвор од Светото Тројство. И оваа слободна волја на Бог се дели уште на два типа. Генерално суверена волја или волја на декрет и морална волја или волја на заповед или волја на желба. Во следната точка ќе видиме неколку примери на дистинкции како ги гледаме овие две волји во
во зборот, во Библијата. И овие примери ми се извадени од книгата Се уште суверен, современи перспективи на изборот пред знанието и милоста од главата напишана од Џон Пајпер. Ајде да видиме неколку примери. Ова е доста интересно, зашто гледаме паралелно комплексна ситуација, каде што може да ги издвоиме овие две волји на Бог, кои се случуваат самултено. Првиот пример е смртта на Господ Исус. Смртта на Господ Исус. Јуда го предаде Исус за пари, и тоа со бакнеш. И самото дело беше иницирано од ѓаволот, според Лука 22 глава од 3 до 6 стих. Стиховите викаат: тогаш сатаната влезе во Јуда, кој се викаше Искариот, еден од 12 мината. Тој отиде и се договори со свештеницките главари и книжниците да им го предаде. И тие се зарадува и му ветија да му дадат сребреници, пари. И тој се согласи и бараше згодна прилика како да го предаде, кога нема да биде таму народот. Ирод или Херод имаше презир за Божиот син кога го виде. Пилат беше кукавица и предаде невин човек да биде убиен, за да им угоди на евреите, а ослободи криминалец и бунтовник. Евреите викаа кон него да биде убиен и распнат, војниците се подсмеваа, го мачеа и го распнаа на крст. Фарисеите го клеветеа лажно и го осудија неправедно на нивниот суд, и тоа ноќ. И каде и да се свртиме, во маките, во смртта, во агониите на Исус, каде и да видиме, сегде гледаме грев. Сегде гледаме прекршување на Божиот закон. Сегде гледаме газење на моралниот закон на Бог. Јуда направи грев, фарисеите направија грев, Ирод направи грев, Пилат направи грев, евреите направија голем грев, војниците направија голем грев, апостолите направија грев, избегаа од Исус. Значи, каде и да се свртиме, сегде гледаме грев, сегде гледаме болно, сегде гледаме гнасотија. Но што пишува во Дела 4 глава, 27 и 28 стих? Пишува вака: навистина се здружија во овој град Ирод и Понте Пилат заедно со народите и со израелските племења против твоето дете Исус, кого ти си го помазал. Што да направат? Да направат она што твојата волја и твојата сила однапред определи да збидне. Во Дела 2 глава 22 и 23 стих го имаме истото. Петар вика: луѓе израелци, слушнете ги овие зборови. Исус од Назарет, човек посведочен пред вас од Бог со сила, со чуда, со знаци, кои вие сами знаете, Бог ги направи преку него, беше предаден според определениот Божи план и предзнание. Значи, убиството на Божиот син, на славниот Божи син, беше најголемиот греф извршен во човековата историја. И беше целосно против моралната волја на Бог. Бог, кога го гледаше убиството на неговиот син, ужасно го мразеше. Но сепак, тоа беше целосно дел од неговиот суверен план и неговата волја суверена. Значи, гледаме симултено дејство на суверената волја на Бог, кој определува неговиот син да умре, а во исто време гледаме прекршување на Божјата морална волја на секој чекор. И он ужасно го мрази
прекршувањето на неговиот закон. Во Исаја 53 глава, 4 и 10 стих, пишува дека Исус ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости, и волјата Господова беше да го казни и да го предаде на мачење. Че од една страна, како што кажав, имаме прекршување на Божјата морална волја. Бог ужасно го мрази убиството на неговиот син. Бог ужасно мрази убиство, а посебно убиството на неговиот син. А од друга страна па имаме дека ова е негова суверена волја и негов план, така да се одвива ситуацијата. Другиот пример е стврднувањето на срцето. Стврднувањето на срцето. Бог заповеда во Евреите 3 глава, 7 и 8 стих, вика, Светиот Дух вели, ако денес го чуете неговиот глас, не стврднувајте ги вашите срца или не закоравувајте ги вашите срца. Во 15 стих исто вели, денес ако го чуете неговиот глас, не стврднувајте ги вашите срца, како што тоа направи евреите при огорчувањето. Значи, очигледна е Божјата морална волја. Кажува, не стврднувајте ги вашите срца. Вашите срца да бидат понизни и меки. Таа е Божјата откриена волја или волја на заповед. Но, во други стихови, имаме во Излез, например, 4 глава, 21 стих, имаме ситуација со фараонот. И што вика тука Бог на фараонот? Господ му рече пак на Мојсија, кога ќе се вратиш во Египет, погрижи се да извршиш пред фараонот сите чуда за кои ја ти дадов сила. Иако, што вика Бог? Јас ќе го стврднам неговото срце, така што тој нема да го пушти народот да си отиде. Во Излез 9 глава, 12 стих го имаме истото. Бог го стврдна или го закорави срцето на фараонот. И тој не го послуша Мојсија и Арон, како што Бог му рече на Мојсија дека тоа нема да се случи. Значи, Бог ги закоравува срцата, ги стврднува срцата, а од една страна кажува не го стврднувај срцето. Значи, Бог не е принуден да се покорува на неговата морална волја. Тој прави како што сака. Во 5 книга Мојсија, 2 глава, 30 стих, имаме стврднување на други цареви, на срцата на други цареви. Ефесескиот цар не сакаше да не пушти преку својата територија, зашто Бог му го заслепи духот и му го закорави срцето, за да биде предаден во нашите раце. Истото го имаме и во времето на Исус Навин. Навин војуваше долго време со тие цареви, во Навин 11 глава, 18 до 20 стих. И немаше ниту еден град кој склучи мир со Израелевите синови, освен евесиците кои живеа во Гаваон. Сите излегоа кон војна. Зошто? Зошто Бог им ги стврдна срцата, за да тие да излезат во бој против Израел. Значи, од овие два примери гледаме симултано дејство на двете Божји волји, каде што ултимативната волја е неговата суверена волја, каде што тој прави што сака, каде што, пак кажав, објектот не е човекот, него е самиот Бог. И во оваа суверена волја вклучува прекршувања на Божјиот морален код, каде што Бог не е обрзан да го следи тој код. Тој го дава за човекот. Третиот пример што ќе го земеме е да е по-детално да ги видиме овие стихови кои многу често се користат онака, не толку, како да кажам, паушално,
дека Бог има одредена волја за сите луѓе. Тие стихови се 1 Тимотеј 2 глава, 4 стих и 2 Петрово 3 глава, 9 стих, тие што нели ги прочитав во воведот. И сега, ако овие ги земеме овие зборови, телема и буле, и ги ставиме, нели сега знаеме дека има две дистинкции, суверена и морална волја, ако ги ставиме во суверената волја, овие зборови, телема и буле, тогаш, што ќе добиеме од овие стихови? Тогаш ќе добиеме универзализам. Тоа е учење кој ни кажува дека сите луѓе ќе се спасат. Дека Бог ќе ги спаси сите луѓе. И ако ги преведеме овие стихови како универзализам, вие би звучеле вака. 1 Тимотеј 2 глава, од 3 до 4 стих, вака би звучал. Ова е добро и угодно пред Бог, нашиот Спасител, кој дава декрет, или кој неговиот декрет е сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. 2 Петрово, 3 глава, 9 стих, истото може да го кажеме. Бог не заборава тоа што го ветил, како што некои мислат на тоа забавење, туку покажува трпение кон вас, бидејќи неговиот декрет е никој да не пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Че очигледно ваков превод или вакво тумачење на овие стихови е погрешно, бидејќи знаеме дека Библијата учи дека многу малце луѓе ќе се спасат, дека нема сите да се спасат, дека патот кој води до рајот е мал, е тесен, вратата е мала. Тогаш што правиме со овие стихови? Како можат овие стихови да се протумачат подобро? Што правиме со стихови каде што Бог учи дека не сакат некои луѓе да се спасат? Како Илевиите синови, например. И желбата да го погуби Израел. Например, во 1 Самуел, 2 глава, 25 стих, Илија вика, ако човекот му сгреши на Господ, на човек, Господ ќе пресуди. Но ако човек му сгреши на Господ, кој ќе се заземе за него? Ама синовите негови не го послушаа гласот на својот татко, зашто Господ сакаше да ги погуби. И истото го имаме и во 5 Мојсеева, 28 глава, 63 стих, каде што пишува како што Господ се радуваше со вас, правејќи ве срекни и множејќи ве, така Господ ќе се радува да ве истреби и да ве погуби, за да се откорнете од оваа земја каде одите. Значи, што правиме со овие стихови? Некои стихови ни кажуваат Бог сака да ги спаси сите луѓе, некои стихови имаме Бог не сака да ги спаси сите луѓе, туку сака да ги убие. Значи, најдобро е овие популаризирани стихови да се стават не во контекст на Божјата суверена волја, туку во контекст на неговата морална волја и тоа во контекст на сферата на желба и на посакување, која не достигнува ефикасно дејство. Џон Пајпер добро ја семира ситуацијата и пишува вака, отворен цитат. Во Божјото срце има вистинска склоност да поштеди оние што извршиле предавство против неговото царство. Но неговата мотивација е сложена и не секој вистински елемент во неа се издигнува на ниво на ефективен избор. Во неговото големо и мистериозно срце има видови на копнежи и желби кои се реални. И тие ни кажуваат нешто точно за неговиот карактер. Сепак, овие копнежи не управуваат со Божите постапки. Тој е управуван од длабочината на неговата мудрост, изразена преку план, што ниедно обично човечко размислување никогаш не би го замислило. Затворен цитат. Значи, да сумираме
да сумираме проповедта, кажавме дека Божјата волја е движечкиот фактор или движечкиот мотор или движечкиот принцип на се што се случува во светот. Дали лошо, дали добро. Од почетокот на светот до крајот на светот, вклучувајќи ги вечните универзуми на рајот и пеколот, Божјата волја вклучува се. Таа е движена од самиот Бог, каде што Бог излегува и влегува во себе, каде што тој се бара себе си и се наоѓа себе си. Е ништо движена од ништо друго надвор од него. Кажавме дека има суверена волја и има морална волја. И дека суверената волја вклучува многу често прекршување на неговата морална волја со повисоки цели. И сега да кажавме исто така и за примерите, или примерот за Господ Исус и примерот за стврднувањето на срцето, и ги кажавме овие два популаризирани стихови, каде што поуката е не може туку така лесно да се аплицираат, дека да, на вистина Бог сака сите луѓе да се спасат. Да преминеме на примена. Има примена за неверници и примена за верници. Да почнеме со примената за неверници. Во Лука 7 глава, 30 стих, во времето на Исус, пишува дека фарисеите и законниците ја отфрлија Божјата волја за нивните животи. И ова збориме за неговата морална волја. Која беше волјата на Бог за фарисеите и за законниците? Беше тие да дојдат до Христос, така, тие да се покајат. Прашањето е што ти сега треба да се прашаш како неверник, како некој што не го познава Христос, како некој што не е нановороден, што не е трансформиран од Светиот Дух, е што е Божјата волја за твојот живот. Што сака Бог од тебе? Што сака Бог од тебе денес, сега, овој момент? Најголемата работа што Бог ја сака од тебе сега, овој момент, овој ден, денес, е ти да дојдеш до неговиот најголем благослов, а тоа е Господ Исус Христос. Дали го познаваш Господ Исус Христос? Дали си се покајал од својот грев? Дали си истрчал кон Христос и си паднал на колена и си рекол: ти си мојот цар, мојот крал, тој кој јас ќе го следам и нема веќе да живеам како сакам? Дали си се соочил со својот грев, дека ти со својот живот си го навредил Бог и си ги прекршил неговите заповеди? И дека не си добра личност како што мислиш дека си. И дека твоите добри дела нема да те спасат на судниот ден. Секој човек ќе застане пред Бог и ќе даде отчет за својот живот. Ќе даде отчет за тоа што зборел, за тоа што гледал, за тоа што како се однесувал, за тоа што правил со неговите раце и нозе, со неговите пари, со неговата работа, со неговата жена, маж и деца. Ќе даде отчет. И дали сакаш на судниот ден да се појавиш со Монт Еверест од гревови, гол, и Исус да ти каже: кој си ти? Не те познавам. Или сакаш на судниот ден Исус да каже: добро направено, мој верен слугу. Јас ќе те заштитам од Божјиот гнев и ќе те спасам и ќе седиш на мојот престол. Божјата волја за твојот живот е да паднеш на колена пред Исус,
да се предадеш пред Него и да речеш од сега натака ти ќе бидеш мој Господар и Спасител. Нема веќе да живеам како што сакам. Само тогаш ќе исполниш Божјата волја за твојот живот. И немој да ја пропуштиш. Немој да ја пропуштиш оваа можност. Втората апликација или примена е за верници и прашањето е исто за нас. Како ќе најдеме Божјата волја за нашите животи? Што Бог сака од нас? Што сака Бог од тебе како верник? Кажавме дека Бог ни ја дал неговата откриена волја во Библијата. Библијата е Божјата волја за нашиот живот. И во Библијата има јасно кажува Бог што мрази, што сака, што е грев, што не е грев, што е светлина, што е темнина. И доколку се придржуваме на Библијата, доколку учиме Библијата, затоа сме посветени на изучување на Библијата, затоа сме посветени да знаеме Библијата, за да се покоруваме, за да извршуваме Божјата волја во нашиот живот. Но, има така наречени сиви зони во христијанскиот живот. Например, сиви зони како која работа да работам, во која школа да одам, која да биде мојата професија, која жена или маж да ја земам, каде да живеам, дали на планина, или на море, или у некој град, или у село, која форма на забава е прифатлива, дали треба да гледам телевизија, каков вид на музика да слушам, што да јадам, што да пијам, како да се облекувам, каква фризура да носам. Овие се сите прашања кои Библијата не ги дава конкретно. Овие се сиви зони. И прашањето е како ние да живееме во овие сиви зони, како верници, што да правиме кога ги имаме вакво прашање. И ќе издвоиме 7 принципи, кои јас ги имам земено од еден артикл од Џон Макартер, кој се вика што да правиме во сивите области. И овие 7 принципи или 7 прашања треба да се прашаме пред одредена сива зона. Првото прашање или првиот принцип е дали ова што сакам да го направам или планирам да го направам ќе ми користи духовно. Дали ќе ме порасне во верата? Дали ќе ме порасне во моето познание на Христос? Или нема да ми користи духовно? Значи, тоа е првото прашање. Дали тоа ќе ми користи духовно? Второто прашање или вториот принцип е дали ова ќе ми донесе робство, што планирам да го направам. Дали ќе ме врзе и ќе ме направи зависен од нешто. Например, да го гледам мојот телефон секоја минута, да кликнувам на мојот имејл на секои 5 минути. Дали ова ќе ми донесе робство, постојано да размислувам за нешто небитно. Дали ќе ме врзе, ќе ме зароби. Третото прашање е дали ова ќе го онечисти или деградира Божјиот храм. Во 1 Коринтијаните 6 глава 19 и 20 стих апостол Павле вика: зар не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кого го имате од Бог, и не сте веќе твои, не сте веќе своји, туку сте откупени со цена, и тоа со висока цена. Затоа прославете го Бог со вашето тело. Значи, тоа е третото прашање или третиот принцип. Дали ова што сакам да го направам, што планирам да го направам, ќе го нечисти моето тело, ќе го деградира, ќе го ожалости нашиот Свети Дух. Четвртиот принцип е дали ова што планирам да го направам, сакам да го направам, ќе предизвика некој да се сопне или да падне во грев, некој друг што ме гледа.
И ова е принципот на љубовта. Поред Римјаните 13 глава 10 стих, љубовта не му прави зло на ближниот, зашто љубовта е исполнувањето на законот. Дали ова што сакам да го направам, што имам желба да го направам, што некој ми вика да го направам, ќе предизвика некој друг да падне во грев и да се сопне. Да го наведам јас тој некој друг на грев, на нешто неправедно. Ако да, тогаш не смееш да го правиш. Петиот принцип е дали ова ќе ми послужи за евангелизација и за ширење на Божиото царство. Во 1 Коринтијаните 10 глава 32 и 33 стих Павле вика не ги навредува и ниту евреите, ниту грците, ниту Божијата црква. Како што јас им угодувам на сите луѓе во се, не барајќи е мојата корист, туку користа на многумина за да тие се спасат. Дали ова што сакаш да го направиш, дали ова што планираш да го направиш ќе послужи за ширење на евангелизација и за ширење на Царството Божјо. Впрочем, добро е да се прашаш дали све во твојот живот е врзано со ширење на Божјото Царство. Дали се во твојот живот е врзано со овие принципи. Добро е да се прашаме дали работите што ги правиме е се врзани со овој принцип. Бидејќи за тоа сме на земјата. За тоа сме на земјата, е да го шириме Божјото царство, да евангелизираме, да сведочиме, за да и другите се спасат. Шестиот принцип е дали ова ќе наруши мојата совест, дали ќе натрупа вина, тежина, нечистота врз мојата совест, ако го направам ова. И седмиот принцип е дали ова ќе му донесе слава на Бог. Без разлика, дали пиете или јадете, или што и да правите, правете се за Божјата слава, нели? Според 1 Коринтијаните 10 глава 31 стих. Во сиви зони може ние да се прашаме овие 7 принципи. Не знаеш што да правиш, не знаеш која работа, која професија, не знаеш кој да земеш, која школа и така натака. Сите овие работи кои директно не се опатени во Библијата, може да се прашаме и така да дознаеме Божјата волја за нашиот живот во сивите зони.